Добро вечер, прво издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид и Општата болница од Охрид подпишаа меморандум за соработка. На сите новороденчиња родени во Охрид, но и на оние кои се родени во другите градови во државава или во странство, а чии родители живеат во градов, општината ќе им даде еднократна парична помош во висина од 5000 денари. Потпишан меморандум за соработка помеѓу општина Охрид и Општата болница од Охрид. Општината на сите новороденчиња родени во Охрид, но и на оние кои се родени во другите градови во државава или во странство, чии родители живеат во градов, ќе им даде еднократна парична помош во висина од 5000 денари. Градоначалникот Бакрачевски вели дека оваа активност на општината е во контекст на заложбите на владата на Република Македонија за зголемување на наталитетот. Сите знаеме дека зголемувањето на наталитетот во основа значи базичен предуслов за раст и развој на едно општество. Без подобрување на наталитетната стапка во едно општество ние не можеме да планираме долгорочен прогрес на општеството и токму зголемувањето на наталитетот влегува во основа на прогресот на секое општество, така и на нашето македонското општество, а секако и на Охридската заедница. Во иднина оваа парична помош, доколку има можност, ќе се зголеми, вели градоначалникот. Обврска на Општата болница ќе биде секој месец од 1 до 10 да остави список до општината на новородени деца и податоци за нивните родители, а службите во локалната имат обврска да ја достават оваа парична помош, објаснува Бакрачевски. Директорот на Општата болница, доктор Љубен Арнаудов, ја поздрави оваа иницијатива и рече дека овие средства ќе им бидат од големо значење на новите родители. Ова е за прв пат да во Охрид се почнува една соработка на ниво на болница со локална самоуправа и со градоначалник. За жал, во минатиот период, Општата болница Охрид на повеќе наврати се обидуваше да стапи во контакт со општината Охрид, али не успеваше. Бакрачевски рече дека и во иднина локалната ќе се приклучи на секоја иницијатива за поддршка и развој на болниците во градов, иако не се под нивна ингеренција, бидејќи тоа е за општо добро на граѓаните. Ке се гради по обем мал до среден ски центар на Галичица. Ке биде лоциран надградиште од каде треба да поаѓа главната гондола. Стазите ке бидат долги 15 километри. Општина Охрид сериозно пристапи кон реализација на идејата за изградба на ски центар на планината Галичица. Таа заедно со владата на Република Македонија во изминативе неколку месеци успеа да изнајде финансиски средства за изработка на физибилити студија за изводливост на градење на еден ваков центар, кој истовремено ќе служи за сместување на голем број гости во летниот период. Таа физибилити студија изведува една од најреномираните куќи за градење на скијачки центри, Елоса Mountain Resort Planners од Канада, а маркетингот го работел Хорат и Хорват. Таа студија покажа дека е изводливо да се изгради скијачки центар на Галичица. Беа посочени неколку локации, беше избрана најдобрата локација каде што би се изградиле тие скијачки патеки и се пристапи кон изработка на мастер план. Значи, на остоен проект, кој што го работи истата фирма, Екосайн, од Канада. Според обврските од договорот, Екосайн има обврска да го заврши, да ја заврши изработката на мастер планот до крај на април. Бакрачевски кажува дека во меѓувреме имале неколку координативни состаноци со владата на Република Македонија, каде се формирал тим кој ќе работи на промоција на овој ски центар, а во исто време ќе следи целата реализација на проектот. Во овој момент се работи на објавување на оглас за пројавување на јавен интерес во кој ќе бидат вклучени економските промотори на владата кои ќе го промовираат ски центарот кај инвеститорите на секаде во светот. Тој оглас ќе трае до крајот на мај, почетокот на јуни оваа година, а после тоа ќе биде распишан тендер за изведување на овој ски центар. Ова е прв пат на ниво на општина Охрид или прв пат можеби на ниво на владата на Република Македонија да се иницира, значи да се иницира со сите потребни елементи. Кога зборувам за иницирање, мислам на физибилити студија, на мастер план, да се изработи од професионална фирма, значи професионална компанија која се занимава со изградба на скијачки центри и врз основа на тие податоци понатака да се направи план и стратегија како, значи Локацијата на ски центарот е на просторот над градиште и од тука треба да поаѓа главната гондола.
Ке има 15 километри стази, што овојски центар го вбројуваат во мал до среден. Студенчишкото блато, според градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, во најголемиот дел претворено во депонија за градежен отпад. Тој вели дека токму со иницијативата на локалната самоуправа ќе се обидат да спасат она што е преостанато од него. Бакрачевски потенцира дека едно од најважните прашања е колку таа ревитализација ќе овозможи долгорочна одржливост на блатото. Локалната прави напори за придвижување на процесот за ревитализација на студенчишкото блато. Според градоначалникот Никола Бакрачевски, ова природно богатство уште пред 30 години го загубило својот вистински лик, а во моментот представува во најголем дел една депонија за градежен отпад. Бакрачевски вели дека просторот кој ќе биде опфатен со проектот за ревитализација на блатото е направен во консултација со сите надлежни институции од областа на екологијата, како и со представници од Германската агенција за соработка, која ја изработила студијата и проектот за ревитализација на блатото. Ставот наш е јасно детерминиран. Во овој момент, онака како што и вие го поставивте прашањето, проверуваат размислувања дека просторот кој што ние го одредуваме за ревитализација на блатото бил многу мал. Колкав и да е просторот, секако дека ќе биде подобар отколку оној простор кој што во изминатите 30 години е деградиран, односно деструиран. Јас, можеби најдобро еден ден ние се договоривме со надлежните со голем број представници на надлежните институции во Охрид, наредната средба да биде на место на блатото во Охрид, каде што ќе можеме директно од на лице место на просторот да направиме заклучоци како ќе го трасираме патот кон реализација на ова наша идеја. Бакрачевски смета дека за жал најголемиот дел од студенчишкото блато е веќе деградиран. Вели дека не е добро да се замајува јавноста и да се кочи процесот за ревитализација на блатото, бидејќи тоа е една иницијатива со која треба да се спасува она што е преостанато од него. Со реализација на проектот за ревитализација на дел од блатото, значи, основната цел ќе биде подигнување на еколошката свест во Охрид, меѓутоа и пошироко на ниво на граѓаните на Република Македонија. Тоа блато сакаме понатака, доколку изводливо да се ревитализира, да стане своевиден и едукативен центар за најмладите, за да почнат да ја развиваат еколошката свест уште од најрани години. Значи, тоа ќе имат и образовен и едукативен карактер покрај тоа што ќе служи како објект со кој што ние имаме намера да ја подигаме еколошката свест кај граѓаните на Охрид. Бакрачевски вели дека за спроведување на проектот за ревитализација на блатото голема пречка е и фактот дека голем дел од блатото е приватен имот, па доколку постојат реални услови за негова ревитализација, ќе треба тој имот да се откупи од собствениците. Градоначалникот Бакрачевски уште еднаш ја потенцираше улогата на Дејан Пановски од Билатералниот секретаријат во насока на заштита на студенчишкото блато, но и негативната улога на голем број институции кои изминатите години според него можеле да ја сопрат неговата деградација. Инаку реакциите во јавноста околу прашањето со студенчишкото блато доаѓаат откако беше обелоденето дека наместо првичните 10 до 15 хектари кои беа одредени со студијата од 2012 година, најверојатно под заштита ќе биде ставен значително помал простор. Денес попладнево избувна пожар во земјоделска зграда Плевна во селото Мешеишта во Дебрца. Во пожарот била зафатена кровна конструкција на плевната, под кој се наоѓале складирани околу 1600 бали со слама. Во моментот кога избувнал пожарот, во плевната имало и 18 грла телиња, од кои 13 биле спасени, а 5 изгореле во огнената стихија. Командирот на територијалната противпожарна единица од Охрид Спасе Брентовски информира дека на местото на пожарот веднаш биле испратени противпожарни возила, но кога пристигнале таму, кровната конструкција на плевната веќе била изгорена и срушена на земја. Поради близината на плевната до куќето на сопственикот, во пожарот бил зафатен и половина метар од куќата од северната страна, но за среќа пожарникарите успеале да спречат негово понатамошно проширување. Гаснењето на пожарот го отежнал и ветерот, но и покрај тешките услови и тешката пристапност на теренот за време од 1 час, пожарникарите успеале да го локализираат пожарот. Во интервенцијата биле вклучени 4 противпожарни возила и 10 пожарникари на територијалната противпожарна единица од Охрид.
Основното училиште Јосип Броз Тито доби нафта за грејење. Од денес наставата се одржува во загрејани училници. Сепак од школото напоменуваат дека мора да се води економија, бидејќи станува збор за 8 тони нафта, количина која доколку се грее нормално во зимската сезона е доволно за 2 месеци. Се врати детскиот џагор во основното училиште Јосип Броз Тито Струга. Во текот на вчерашниот ден пристигна нафта за грејење. После 2 дена без настава, учениците повторно седнаа во училишните клупи. Децата велат дека денес веќе се чувства топлина во училниците и за прв пат после долго време ги соблекле јакните за време на часовите. Тука е топло и ние сме срекни што повторно дојдовме во училиште и ги имаме истите услови како и во поранешните дена. Не се баш многу топли, 2 дена не бевме на училиште. Да, ама ние сакаме да доаѓаме на училиште и да ги имаме подобри услови. Добро е што Струшката локална самоуправа покаже интерес барем времено да го реши горливиот проблем околу снабдувањето на училиштето со нафта, вели Зоран Блажевски, помошник директор на училиштето. Од денес 29, значи јануари 2014, основното училиште, општинското основно училиште Јосип Броз Тито започна со редовна настава, бидејќи вчера добивме околу 8 тона нафта, а за колку време ќе видиме, тоа зависи од временските услови најповеќе. Иначе планираме да штедиме, да поминиме што може повеќе во зимава, барем во услови подобри за деца. Двата изгубени наставни денови учениците од основното училиште Јосип Броз Тито после изгледа ќе треба дополнително да ги одработат. Подневникот следува ново издание на емисијата Печат, повеќе од најавата на колешката Валентина Нелоска. Благодарам, колешке. Секој од нас се сеќава на својата прва учителка или учител. Мојата гостинка денес е омилена учителка. Со неја ќе разговараме колку е одговорно да се биде денес наставник или учителка седно. Ги поканувам гледачите да останат со нас по завршувањето на дневникот. Следува изборот вести кои денес ги пренесоа светските новински агенции. Украинскиот парламент на вонредна седница разгледува можна амнестија за уапсените антивладини демонстранти, која председателот Виктор Јануковиќ ја услови со прекин на уличните демонстрации и деблокада на институциите. Опозицијата и натаму бара оставка од Јануковиќ и предвремени избори. Пред пратениците поранешниот председател Леонид Кравчук кажа дека цел свет знае и на Украина и е јасно дека земјата е пред граѓанска војна. Ова е револуција и сите мора да делуваме одговорно, додаде Кравчук. Во главниот град на Украина, Киев, предстојуваат шефицата за надворешна политика на Европската Унија Кетрин Ештон и комесарот за проширување Штефан Филе. Председателот на Србија Томислав Николиќ денес на Пладне го потпиша указот за распуштање на парламентот и одлуката за распишување на парламентарни избори. Вонредните парламентарни избори ќе се одржат на 16 март. Тоа ќе бидат 7 вонредни избори во Србија од воведувањето на повеќе партискиот систем. Владата сака да ги провери својот легитимитет, а тоа го бара и опозицијата, изјави Николиќ, додавајќи дека очекува фер и демократска кампања полна ентузијазам. Председателот истакна дека сите државни органи ќе продолжат нормално да функционираат и дека ќе бидат обезбедени мирот и безбедноста и стабилноста на државата. Самитот Европска Унија Русија во Брисел првично планиран како дводневен собир по барање на представници на Европската Унија траеше само еден ден, немаше потпишување документи и за прв пат не бил планиран лидерски ручек. Рускиот председател Владимир Путин од Брисел ја критикуваше Европската Унија поради тоа што во Украина испрати висока делегација за време на антивладините протести, толкувајќи го потегот како политичко мешање. Рускиот председател изјави дека ќе почитува одлуката за договорената позајмица со Украина во висина од 15 милијарди долари и дека ќе ја намали цената на гасот дури и доколку власта во Украина падне во рацете на опозицијата. Според него, овој заем треба да му помогне на народот во Украина, а не на владата, бидејќи луѓето се тие кои страдаат. Американскиот председател Барак Обама го искористи своето годишно обраќање за да ги објави, како што ги нарекува, конкретните и практични предлози за да се намали јазот помеѓу богатите и сиромашните.
Ветувајќи акција, Обама изјави дека ќе го заобиколи американскиот конгрес во ситуациите кога ќе може да преземе чекори без законодавство, со цел да ги прошири економските можности за средната класа американски семејства. Сепак појасни дека сака да работи со пратениците за да се забрза економскиот раст и можности таму каде што има потреба од законодавство. Обама рече дека Америка не стои во место и нема да стои. Според него, по 4 години економски раст, оние на врвот никогаш не биле во подобра позиција, но за сметка на тоа просечните плати останале исти, нееднаквоста се продлабочила, а мобилноста е во застој. Михаел Шумахер позитивно реагирал на последните тестови, па докторите во Универзитетската болница во Гренобол планираат да започнат постепено да го будат од коматозната состојба во која се наоѓа веќе 1 месец. Оваа информација ја пренесува Лекип, иако директорката на болницата одбила да ги коментира ваквите наводи. Ова е првата добра вест за здравствената состојба на 7-кратниот шампион во Формула 1, кој 1 месец се наоѓа во вештачка кома, откако на скијање во француските Алпи се здоби со сериозни повреди на главата. Според експертите од областа на неврохирургија, Шумахер по оваа несреќа нема никогаш да биде истиот човек. И со оваа вест го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатна вечер.